Значи проблемот во Република Македонија е што всушност медиумскиот простор не е достапен за граѓаните на Република Македонија и затоа настануваат забуни и граѓаните не се точно информирани што се случува. Конкретно ќе зборам за БЕК, мада ова се протегнува низ сите можни процеси, во сите можни институции, за сите можни криминали во државава. А каде и да дигнеш, таму е криминал. Во врска со БЕК, значи, ние имаме процеси во суд во кои што судиите не ни дозволуваат да ги образложиме нашите аргументи и докази, не ни овозможуваат тонско снимање, зашто во тој случај тоа ќе биде документирано и ќе имаме доказ ние таму што сме кажале, ни повикуваат судска полиција, иако немаат право на такво нешто, за да ни прават притисок на рочиштата, бидејќи ние сме луѓе што сами учеле право и сами се застапуваат, бидејќи, да ви кажам, ниту имаме средства да земеме адвокат, а ниту пак имаме доверба во адвокатите. Во оваа земја тргни од адвокат до судија, 90% се за затвор луѓе. Дајте почнете да затварате ако нешто мислите да смените. Значи постојат суди кои што ги изменуваат записниците, не ни овозможуваат да го кажеме тоа што треба да го кажеме, а никој во оваа земја не реагира. Реагираме кај судски совет, реагираме до министер за правда, реагираме до председател на суд, кој што всушност е вмешан во целиот криминал. Како може тој да не оправа? Истиот е и член на Совет за реформи. Мислам, со оглед дека од Советот за реформи излегоа квалитетни луѓе кои што ја знаат знаат правото, но не сакаат да им бидат злоупотребени имињата. Редно е некој да застане, односно во поголем број фелата да излезе и да застане позади нив. Ако ние се лажеме дека овој ќе го скриеме, а оној ќе го кажеме, ништо нема да направиме. Судиите Снежана Таневска, Бајалска, 15 суди. Татјана Поповска Николовска. Јас ова го зборам од мое лично искуство. Она што сум го видела, што сум го пријавила и што никој не реагира. Тоа не се суди, бре, луѓе. Тоа се, значи, сатрапи. Тие не знам ни дали го знаат правото. Всушност сигурно го знаат, но така им одговара. Главната поента во проблемот со граѓаните кои што некогаш се исклучени, а сега Балкан Енерджи ги тужи. Е во тоа што на крајот на краиштата, кога сите го скршиле законот, овие носат фалсификувани исправи како веродостојни исправи. Нотарите носат на такви исправи решенија нотарски. Врз основа на тие нотарски решенија не повикуваат 4 години на суд. За да ние сега од вака самоуки разбереме всушност дека уствари судот нема право да не повика на рочиште. Не постои активна и пасивна легитимација на страна на странките во спорот. Во тој случај законот вика дека судот е должен да ја одбие со пресуда, да го одбие тужбеното барање. Тие не ги украле личните податоци, не поседуваат од ниеден од нас матичен број. Нема никаква поврзаност помеѓу наводниот доверител БЕК и нашите станови, односно нас, како иматели, како собственици, и они не тужат, не судат 4 години. Да. Па ова не е нормално. И сега судиите се фатени со спуштени гаќи, да простите. Значи, они се фатени дека 4 години работат криминал. Без гаќи. И сега не знаат како ќе го оправдат, нема да го оправдаат. Нема да го оправдаат, во најмала рака нека си одат дома на своите деца да им бидат суди, а не да одлучуваат за човечки судбини. Затоа што ние сме овде максимално измалтретирани више. Најправда си на суд кога се појавуваш, тебе тоа ти делува на комплетната психа. Да не права муабет за материјални издатоци, најбитно е дека здравието ни го зимаат. И фамилиарни односи дома. И сега ние сме една година со нова влада. Ова нема врска со влади, ова има врска со мафија. Мафијата која пред 27 години влегла во оваа држава, на самото осамостојување и денес ги влече конците. И они се сите симбиотички поврзани.
синови, керки, снаи, зетовци, Внуци. братучеди, не мора да се прекине ова. Сите да си одат. Сите да си одат и тоа, значи, она што ќе го направиме следно. Нема веќе овде да протестираме, туку секој ден ќе одиме пред собрание. Пред собрание. Јас сум го дала мојот глас на пратениците во собрание, а пратениците во собрание ги бираат тие суди и сатрапи. Или одма ќе ги разрешат, или и они нека си одат. Комплетно разорување на системот има. Не знам дали се свесни, мислат дека со бутање под кревет тоа ќе се под тепи ќе се скрие, не се крие ништо више. Мора да застанеме и цврсто да обстоиме на потребата, правдата да завладее.